Здраво, драги пријатели! Конфликтот помеѓу Палестина и Израел ги разгоре духовите на јавноста на сличен начин на кој тоа го направи конфликтот во Украина. Навистина е несватливо и тешко за прифаќање како за повеќето луѓе војната и масакрите се како спортски натпревар во кој единствено што треба да се прави е да се навива. Исто така многумина се јавија со коментари, забелишки и мудрување да објаснат кој во конфликтот и кој е во право, а кој не. Иако сентиментот е генерално против Израел, можеби затоа што се доживува како дел од така наречениот нов светски поредок, не се малку ни оние што наоѓаат најразлични историско-дијалектички средства за да го оправдаат Израел и само Израел. Социјалните мрежи се чуден простор, каде на сопствениот зид сите се чувствуваат повикани да искажат мислење, додека речиси никој не се занимава со наведување на извори кои би го подкрепиле истото тоа мислење. Повеќето од вас знаат дека имав краток напис на блогот Татунчо, каде зборував за така наречената ветена земја. За да подоцна делови од тој блог ги најдем искористени во речиси непрепознатлив контекст, односно со сосема промашена поента. За да се избегне такво нешто и без да сакам да полемизирам со било кој, овде ќе го изнесам моето видување за овој конфликт во светло на историјата и митовите што стојат зад него. Според мејнстрим науките од типот на генетика, антропологија и биологија, митокондријалната ева се датира пред некои 200.000 години. Ова значи дека видот Homo sapiens на кој припаѓаме своите први еволуциски чекори ги прави токму пред толку години. Од друга страна, оно што го наоѓаме како запис во Библијата не се однесува на истото појавување на Homo sapiens, туку на еден подвид кој елохимите библиски, односно анунаките сумерски, го прават за да им служи како работна сила во одреден ограничен регион кој Библијата го познава како Ган Еден, односно Едемската градина. Подкрепа на ова наоѓаме во Битие глава 2 стих 15 и глава 5 стих 2. Овој подвид од практични причини ќе го нарекуваме Адамити. Овој наратив не е извор на еврејски, односно повеќе од сигурно е дека книгата Битие се базира на постари сумерски извори. Родословот на Адам и Ева кој оди до Ное го знаеме како родослов на предпотопните патриарси. Овие луѓе живееле по неверојатни 900 и повеќе години. Нешто што читателот во денешницата има потешкотија да го прифати. А сепак, ако се погледне преку генетиката, односно фактот дека тие луѓе биле хибриден вид со измешани гени со друга раса, која е долговечна, одеднаш овој факт добива смисла. Дури и крајот на оваа долговечност луцидно е опишана во Битие, глава 6, стих 3, каде животниот век се ограничува на 120 години. Оваа долговечна раса не е измислица, туку логичен заклучок, ако се земе како точен документот наречен Сумерска листа на кралеви, каде овие почетни сумерски владетели владееле по повеќе десетици илјади години. А што ми ја земаме Библијата како веродостоен историски извор, зошто да не биде земен и овој документ како веродостоен? Ное е важен во приказната затоа што тој го представува тој дел на оваа група Адамити, предодреден да го преживее потопот. Неговото име во сумеро-акадските извори некаде е Утнапиштим, некаде Атрахазис, некаде Адапа и е син на богот Еа, односно Енки. За да го продлабочите овој аспект, можете да си ги прочитате епот за Гилгамеш, епот Атрахазис и епот за Адапа. Овие се тие извори кои имаат неверојатни совпаѓања со библискиот текст, со тоа што се очигледно постари. Според книгата Битие, Ное имал 3 сина – Сим, Хам и Јафет. Сим или Сем е прататко на семитските народи. Најстар познат семитски народ се акадите, кои откако го освојуваат просторот на Месопотамија од сумерите, брзо го расшируваат своето влијание и култура. Културата на акадите е под многу силно влијание на сумерите, од кои го превземаат клинестото писмо. И покрај тоа што јазиците им се различни, токму благодарение на акадите денес знаеме многу за постарата сумерска цивилизација.
Конгломератот на семитски народи во себе, освен акадите, ги содржи асирците, вавилонците, арамејците, феникијците, моабитите, угаритите, како и редица други народи, меѓу кои и евреите. Сега, кога велиме евреите, многу често ги мешаме со израелците или израелитите. Затоа мораме да направиме дистинкција меѓу овие два народа. Како што реков, од Сим, синот на Ное, потекнуваат сите семити, додека прататко на сите евреи е Вер, син на Сим, види Битие глава 10 стих 21. Тогаш кои си израелците би се запрашале? Следејќи го родословот на патриарсите по Ное, особено нели од Сим и Евер, доаѓаме до Аврам. Аврам живеел во Ур Халдејски, односно еден од поважните и поголемите урбани центри во Месопотамија. Животот на Аврам доживува пресвртница откако му се јавува Јахве и му вели да ја напушти својата земја и да го следи во земјата што тој ќе му ја покаже. Ова е опишано во глава 12 од книгата Битие. По редица перипетија, Аврам се населува во земјата Ханаанска, додека неговиот внук Лот се населува во Јордан. Јахве или ликот од Стариот Завет со кој потомството на Јаков Израел склопува завет е лик кој е еден од многуте опишани Елохими кои Библијата ги познава, но не е ни оддалеку Бог во онаа смисла во која повеќето од нас го поимаат Бог. Ликот Јахве, кој од време на време влегува во интеракција со Аврам, е истиот што преводите на библискиот текст неговото име го преведуваат како Господ или како Господ Бог, и покрај еврејскиот оригинал каде ја имаме формата Јахве Елохим. Ова јазична неправда никако не соодветствува со наративот на самиот библиски текст, нешто што ќе го објасниме малку подоцна. Јахве на Аврам во неколку наврати му ветува земја на која треба да се насели и Аврам и неговото поколение. Овие ветувања се во Битие 12 стихови 1, 2 и 3, уште поконкретно во Битие 15 стихови од 18 до 21, кои територијално ја опишуваат самата ветена земја. Цитирам: Во тој ден Господ склучи завет со Аврама, велејќи: Му ја давам земјава на твоето потомство, од реката во Египет до големата река, реката Еуфрат, земјата на кенејците, кенезијците, кедмонејците, хетејците, ферезејците, рафаимците, аморејците, ханаанците, гересејците и евусејците. Од овој цитат гледаме дека Јахве му ветува земја на Аврам, земја која не само што не е негова, туку и јасно се гледа дека е населена со именуваните народи. А ако се види географијата на овој опишан простор, таа ветена земја и ден денешен не е во целост во владение на потомството на Аврам. Територија која се протега од денешен Египет до Ирак. А кога сме кај потомството на Аврам, се уште не сме дојдени до формирањето на израелскиот народ. Зашто овде се уште го наоѓаме Аврам со неговата жена Сара, како живеат сами и без пород. Сара, свесна дека нема да може да му даде пород, му советува на Аврам да се обиде со слугинката Агара, од која Аврам ќе го добие својот прв син, Исмаил. Исмаил денес се смета како прататко на сите арапски народи. Подоцна во глава 17 ги гледаме првите знаци на распознавање кои Јахве му ги наметнува на Аврам. Во прв ред обрезувањето, кој е конкретен физички знак на припадност. Аврам и Сара добиваат видоизменети имиња, односно Авраам и Саара, и на крај ветувањето дека Саара ќе роди син кој ќе го наречат Исак. Во стиховите од 9 до 14, еден од помошниците на Јахве и ветува син на Саара, кој ќе го роди по 1 година. Овој чуден начин на зачнување го наоѓаме и на други места во Библијата, и него би го обработувале на друго место. Како што добро знаеме, Авраам и Саара го добиваат синот Исак, кого подоцна во едно искушение Јахве ќе побара од Авраам да го жртвува. Само интервенцијата во последен миг од самиот Јахве го избавува Исак од ножот на Авраам. Исак, кога доаѓа во возраст за женење,
по еден древен обичај оди назад во Месопотамија да земе жена од својот род. Ова е јасно од целата 24 глава на Битие, особено на стихот 15, каде се гледа дека Ребека, жената на Исак, е негова братучетка. Овој обичај е наследен од нивните господари Елохимите, односно паганските богови од древноста, а и ден денешен е задржан кај аристократијата, која на овој начин се обидува да ја зачува својата така наречена благородничка крв. Како што гледате, излегуваат многу подтеми, кои не можеме сите да ги обработуваме овде. Исак и Ребека имаат двајца синови близнаци и овде исто така се дава една интересна дистинкција, дека во утробата на Ребека има две племиња. 25-та глава од книгата Битие одлично го опишува ова, а ние знаеме дека овие двајца браќа се Исав, кој бил целиот рунтав и сиров маж, и Јаков, кој бил повлечен, нежен и повеќе склон кон умствена работа. Освен ова, Јаков е лик кој низ целата историја за него се гледа дека е итар и снаодлив. Ова се гледа преку начините на кои му го одзема наследството на правородството на својот брат близнак Исав, односно целиот имот наследен од Исак со измама преминува кај него. За овие одлики детално пишува во самата книга. Во 26-та глава Јахве го повторува ветувањето за земјата, овој пат на Исак. Глава 27 од Битие во самата Библија е именувана како глава каде Јаков со измама му го одзема благословот на правороден на својот брат Исав, а овој благослов е очигледно благословот за имотот на Исак. Во глава 28 гледаме како и Јаков го повторува истото што го направи неговиот татко Исак, односно оди во Месопотамија и зема жена братучетка. На ова патешествие Јаков има видение, односно често цитираните скали на Јаков кои водат кон небесата, а по нив ангели се качуваат. Токму овде, во оваа сцена, Јахве му се јавува и нему и го повторува ветувањето на земјата. Битие 28, стихови од 13 до 15. За да не обработуваме целата книга Битие, која секој љубопитен би требало внимателно да ја чита, само ќе укажам на еден важен сегмент, односно глава 32, стиховите од 24 до 30, каде е опишана физичка борба меѓу Јаков и некој непознат лик. Оваа физичка борба е толку конкретна што на Јаков му се изместува колкот во неа. Ликот со кој Јаков се бори е секако еден Елохим, најверојатно Јахве. Елохим кој по таа борба на Јаков му го дава името Израел. Да цитирам: "Од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел ќе биде името твое, зашто храбро се бореше со Бога, па и со луѓето силен ќе бидеш." Ова е повторено и нагласено, заедно со ветувањето на истата земја што им е ветена претходно и на Авраам и на Исак во главата 35 од книгата Битие, стиховите од 6 до 15. Сега морам да направам една дигресија и да кажам дека сум свесен дека сиве овие цитати знаат да звучат заморно. Но тие ми требаат за да се одбранам од обвиненијата кои знаат да дојдат од религиозни фанатици кои на текстот гледаат поинаку. Јаков Израел има 12 синови, меѓу кои омилен му бил Јосиф, но од друга страна останатите браќи го мразеле. Го мразеле толку многу што дури посакале да го убијат. Во последен момент се предумислуваат и наместо да го убијат, го продаваат како роб. Заради ова, Јосиф завршува во Египет, нормално како роб, но со својата дарба за толкување на соништа ја стекнува довербата на фараонот, а наскоро станува негов близок соработник и советник. Браќата негови, заради глад во земјата каде престојувале, одат во Египет, каде поредица перипетија се соединуваат со Јосиф, кој ги поканува сите да се населат во Египет и да уживаат во изобилијата на таа земја. Заради ова, на крајот на животот, Јаков го наоѓаме заедно со сите своји 12 синови како слободни луѓе во Египет.
Во глава 49 многу интересно се опишани сите синови на Израел и благословите кои им ги дава самиот Јаков Израел. Втората книга Мојсеева секогаш ни е раскажана како излез од робството во Египет. Излез не на целиот еврејски народ, туку како што објаснував досега на поколението на Јаков Израел, односно неговите 12 синови, познати како 12 Израилеви племиња. Очигледноста дека не станува збор за никаков бог, туку моќник кој имал војнички менталитет, го наоѓаме и во втората книга Мојсеева Излез. Мојсей е збунет и не знае кој е овој лик кој го тера да го извади поколението на Израел од Египет и да го носи во земјата ханаанска. Додека војничкиот карактер го наоѓаме подоцна во четвртата книга Мојсеева, глава 21 стих 14, каде се цитира книгата на војните господови. Оваа книга овде е цитирана, но нормално нема да ја најдете никаде на друго место во канонот, зашто не помага во наративот дека Јахве е всушност Бог. Дека Јахве е моќник кој располага со некаква технологија, која Библијата ја нарекува слава, се гледа во книгата Излез, каде заветниот ковчег и начинот на кој се пренесени заповедите само го потврдува ова. Целиот Стар Завет е всушност доказ за оваа постојана низа на војни со која Израилот, односно поколението на Јаков, се бори за ветената земја. Ниеден Бог на љубовта нема да создаде векови крвопролевање за да го оствари ветувањето за туѓа земја на својот избран народ. За универзалниот Бог нема избран народ, но за племенски лидер и тоа како има. Периодот во кој прв пат Израилот создава свое кралство во земјата ханаанска е времето на кралот Давид, време кое е векови и векови оддалечено од Авраам и од Мојсија. Синот на Давид е познатиот крал Соломон, во чие време се гради познатиот Соломонов храм, која заменува скинијата од времето на Мојсей и Арон, односно станува постојано место на престојување на заветниот ковчег. Овој храм, за кој патем италијанскиот историчар Алесандро Барберо, повикувајќи се на израелски археолози, вели дека цврсти докази за неговото постоење археологијата нема. Според Библијата е срушен од вавилонците под водство на нивниот крал Набуковдоносор, пошто почнува периодот на вавилонското робство, каде израелците се раселени во Вавилон. Ова робство траеше до нивното ослободување од страна на персискиот крал Кир Велики, пошто во Ерусалим се обновува храмот, кој е попознат како Иродов храм или Вториот храм. Овој е всушност храмот кој што го наоѓаме во Ерусалим во времето на Исус. Во овој период, како што знаеме, оваа земја е под римска управа и римјаните провинцијата ја именуваат како Палестина. Ова е периодот на римско-јудејските војни, односно периодот на силно месијанистичко движење. За израелците и тогаш и денес Месијата е избавител од политичкото и војното робство наметнато од римјаните тогаш, а денес е вид на митска, но сепак човечка фигура која би требало да го предводи Израелот. Бивањето дел од овој народ не е прашање на религија, на начин на кој ние го сваќаме христијанството или исламот, туку е генетско потекло на едно од 12 племиња наследници на синовите на Јаков Израел и политичкиот завет помеѓу нив и Јахве. Земајќи ја идејата за политички месија и престурувајќи ја во идеја на духовен Христос, Павле создава религија по образецот на неоплатонизмот, каде главни присталици на оваа религија ќе бидат неизраелските народи во тогашната империја, кои ден денешен погредно се нарекуваат незнабожци, односно пагани. Богообожувањето, познато како јудаизам и христијанството, во наредните векови ќе продолжат да постојат паралелно, очајно повикувајќи се на истиот Стар Завет, каде за едните се е кристално јасно во нивниот завет со Јахве, додека другиве очајно го барат својот раснат богочовек во непостоечките старозаветни пророштва. Во 6 век, во времето на големиот император Јустинијан, кај народот што потекнува од првородениот син на Аврам, Исмаил, ќе се роди Мухамед, пророкот на религијата која денес ја знаеме како Ислам. Денес не сите арапи се муслимани, иако палестинскиот народ се и муслимани и арапи,
а со самото тоа први братучеди на нивните завојувани соседи израелците. Нешто подоцна, во средниот век, на територијата на која денес се наоѓа Украина, се наоѓа една огромна држава по име Хазарија. Хазарите од политички причини во тој момент за своја официјална религија го прифаќаат јудаизмот, со тоа усложнувајќи ја состојбата и кај израелците, каде веќе немаме паралела меѓу религијата и народот, односно го имаме така нареченото 13-то племе. Оваа држава е уништена од средовековна Русија, додека самите хазари се раселуваат низ светот, мешајќи се со потомството на Израелот. Денеска токму овие хазари се најголемите банкари и сопственици на светското богатство од сенка. Токму овие луѓе, за кои еврејството има мало значење, стојат за оно што ние го нарекуваме светски заговор. Самата земја Ханаанска или Палестина од римјаните преминува во владение на Источното Римско царство, оно што ние го викаме Византија, а подоцна менува редица господари, меѓу кои крстоносците и самите отоманци, за да на крајот во 20 век ја затекнеме како британска колонија. Тоа што поминале редица империи не значи дека етнички империите биле присутни, исто како и во случајот на македонскиот народ, кој живеел на македонската земја и тогаш кога господари биле други. Во средината на 20 век етничкиот состав на таа земја е 10% израелци или ете колоквијално евреи и 90% арапи, односно палестинци. Ционизмот како идеја се раѓа во умот на Теодор Херцл, кој прв ја дава идејата за селидба на сите евреи во Палестина, идеја кој по Втората светска војна и Холокаустот добива ветер во крилја и почнава создавањето на еврејските населби во Палестина, под покровителство на колонијалниот господар Велика Британија. Израел како држава официјално се создава во 1948 година и нејзиното ширење на сметка на истребувањето на автохтоното палестинско население трае до ден денешен. Судбината на палестинскиот народ потсетува многу на судбината на мојот македонски народ, кој во истиот период на доцните 40 години на минатиот век беше истеруван од своите вековни огништа со помош на британскиот напалм. Благодарение на тоа македонските огништа денес се нарекуваат Грција. Не сум антисемит, анти било што е идиотштина која не можам да ја поднесам, камоли да ја прифатам за своја. Стариот Завет, особено Тората која што е основа на јудаизмот, ми е едно од омилените четива и секогаш, па и сега сум бил човек кој заговара мир. Мирот е невозможен се додека ги имаме усвитените глави на двете страни. Две страни кои што, ако добро илустрирав, се два семитски народи блиски до степен да се наречат братучеди. Ако сакаме подобар свет, мораме да сватиме дека можеме да го градиме само со универзалните човечки вредности, почитувајќи ги различните од себе си и бивањето свесни дека малата елита што е на врвот никогаш нема да се грижи за нас мнозинството. Во сите досегашни војни тие докажаа дека ние обичните луѓе за нив сме само топовско месо. Градењето на сегашноста врз основа на митови од минатото, макар тие митови биле слово на светите списи, е исто така опасна идеја. Идеја која само би не вратила на логиката што Западот ја имаше во времето на крстоносните војни. Овој свет е далеко од совршено место, а милениумите историја не научија дека војната не е начинот да го направиме подобар. Знам дека патот на разумот е потежок, како што знам дека за зло е доволно добрите луѓе да не направат ништо, додека за добро е потребна голема мака и труд и вложување. За крај ќе ве оставам со видеото во опис на ова, каде познатиот канадско-унгарски психијатар Габор Мате одлично ја објаснува состојбата во израелско-палестинскиот конфликт и дава јасна човечка перспектива на ова што ни се случува. Неговата морална тежина е во тоа што тој е евреин кој што е роден во 1944 година во Унгарија, во екот на Холокаустот, кој што неговата мајка, додека го носела во утробата, го живеела во прво лице. Ако сме луѓе, ќе останеме првин луѓе и по нација, и по раса, и по религија, а дури подоцна ќе бидеме се друго. Се останато е Армагедон. Јас сум Татунче, драги пријатели. Секој е добро.